Сувите везени пиперки се раритетен специјалитет кој го има само во Македонија. Богатството од ароми и вкус на везената пиперка е неповторливо, поради што нив ги има во секоја македонска кујна. Колку долго сушите везени? Вака сега, откако што знам за себе, и моите родители сушеа, тоа беше вообичаено куќите, за да имаат за Божик, за прочка, дури и за Великден. Макала правевме по штипски пинџур. На кој начин се сушат пиперките? Пиперките вака сега, да се убави пиперки, се однесуват, се нижат, ама не да се допеат така стегнато, него вообичаено, нели? Слободно, нанижат се на низи и се сушат на сенка. Како треба да се чуват? После тоа, откако се изсушат, а пред да се изсушат, треба да се внимава да не ги фаре дошт, нели? Нормално тоа. Откако се изсушат, се стават, најломо згоре се ставе и се закачат на прома. Зошто лутите пиперки ја губат лутината кога се суви? Па вака, лутината ја губа затоа што изсушената пиперка секогаш е по-слабо лута. Во кое јадење оди најмногу? Најмногу оди со гравче. Па може и со се, друго што е чорбасто. Колкава е побарувачка? Па за везени пиперки да ви кажам, најмногу голема побарувачката е од почетокот на сезоната, нели, за нижиње и после тоа веќе кога ќе мине за Божик, а најмногу за Великден у тие постите, така речено. Колку свеж пипер има во една низа? 2 кила. Се нижаат во август, при крајот на август и целиот септември. Која е цената на везените пиперки? Така, ваа година беше доста висока. Меѓутоа, се другото беше па исто скапо и после од 100 динара поевтино немаше. Добра пиперка, а доаѓаше и до 120. Цените на денешниот пазар беа: компир 30 денари за килограм, марула 40, ротквица 30, брокула 200, карфиол 80, модар патлиџан 20 денари за парче, морков 60, зелка 70, лимон 80, мандарина 70 денари за килограм.